Многу фалби, малку резултати. Владата се пофали со 465 милиони евра реализирани капитални инвестиции лани и покрај тоа што предвидуваше над 600 милиони евра. Тоа е едва 75% остварување од првичниот буџет за минатата година. Нема конкретен одговор ниту каде завршија парите од нереализираните проекти. Премиерот Ковачевски само рече дека биле префрлени кон повеќе буџетски корисници. Изговор повторно најде за неискористените пари. Прво, тие 10% се распределени на многу ставки, така да ако треба да елаборирам кои 10% не се реализирани, ќе треба да одиме по структурата на буџетот во делот на капитални расходи. Што се однесува до клиничките центри, постоеше концепт за изградба на нов клинички центар во делот на општина Ѓорче Петров, кој што требаше да биде направен со посебен закон во собранието, меѓутоа со оглед на тоа дека не постоеше очигледно политички консензус во текот на изминатите години, таа идеја не беше реализирана. Нејасно е како владата планира 465 милиони евра годинава да ги дуплира и да изгради патишта, болници, градинки во вредност од над 800 милиони евра, што е најмногу досега. И покрај долгогодишната практика со ребалансите да се кратат пари од ваквите проекти, премиерот уверува дека овој пат со фокусирана и посветена работа, планираното на вистина и ќе се остварело. Ако се има фокус, ако се работи посветено и ако се има волја, тогаш нема недостижна цел. И тоа е за се во животот. Па така е и во реализација на капитални инвестиции. Никој не веруваше дека во најкризната година енергетска, економска, ќе имаме највисока реализација на капитални инвестиции во историјата на независна Македонија. Ја бев убеден дека ќе имаме највисока реализација и имаме највисока реализација 465 милиони евра. Годинава конечно треба да се заврши автопатот Кича во Охрид и да финишира изградбата на првата фаза од патот Скопје-Блаце. 2 километри се градат дури 5 години. Втората фаза од 10 километри е се уште во проектна фаза и допрва некоја наредна година треба да почне да се гради. Аналитичарите со години наназад критикуваат дека администрацијата нема капацитет и лошо планира проекти кои бавно се реализираат.